Пранешниот премиер Зоран Заев се закани со тужба против пратеникот Бране Петрушевски и ВМРО ДПМН доколку не му се извинат. Во објава на Фејсбук тврди дека нема никаква поврзаност со случаите на запленета дрога. Јавно барам извинување од пратеникот Петрушевски и од ВМРО ДПМН за сите лаги, клевети и навреди, вклучително и намерната злоупотреба на моето име во таа режирана драма околу конфискацијата на десетици тони медицински канабис поради наводно несоодветно чување и складирање. Безобразна лага е дека сум на кој било начин поврзан со случаите со канабис што беа презентирани пред јавноста. Безобразна и дрска лага е дека сум се јавувал во Царинската управа. Доколку не се извинат во законски предвидениот рок, ќе поднесам тужба. Заев ги отврли останатите наводи кои се пласираат во јавноста како оние за изградба на облакодери во Дубај или притисоци за купување на болницата Жан Митрев. За ВМРО ДПМН оваа реакција на Заев е потврда за нивните тврдења. Прашуваат и зошто Венко Филипче панично ја напуштил државата на 2 февруари и се упатил кон јужниот сосед, како и дали и каков состанок имал со Заев. Јавувањето во јавност на Заев е директно погодување во центар и извлик на нервоза на Заеви, кои се фатени директно на лице место во медот. Факт е дека основоположник на бизнисот со марихуана во Македонија е владата на Заев. Околу 70% од запленетата дрога е на фирма која е во собственост на кадар од СДС, поточно човек близок на Заев. Дополнително, само во текот на вчерашниот ден во Струмичко беа запленети околу 30 тони дрога. Петрушевски тврди дека лицето и фирмата поврзани со СДСМ се ЦБД Медплан во собственост на Тони Котев, познат како Мкчев, кој е поранешен председател на општинскиот одбор на СДСМ во Новосело. Поточно формалната собственост на фирмата е кај неговиот син Христијан Котев. За Мкчев вели дека е познат како личност чии бизниси се поврзани со Вице Заев и дека неговата фирма за 6 месеци лани испорачала 19 тони марихуана кон скопската фабрика каде стартуваше полициската акција. Оваа фирма добила одобрение за работа за време на владата на Заев, кога Филипче бил министер. Оттаму ја апелира до јавното обвинителство да ја истражи нивната поврзаност. Од СДСМ пак и денеска побараа да се даде одговор на прашањето како 5 тони дрога поминале преку македонската граница и кој ќе одговара за тоа. Тврда дека без заштита и поддршка од институциите таков шверц не е можен. Укажуваат и дека ако навистина се запленети 40 тони нелегално произведен и складиран канабис во Македонија, тогаш повторно одговорноста е кај власта затоа што го дозволиле тоа.